Да, продолжуваме со емисијата, како што најавивме, треба на линија да го имаме господинот Димче Велев, председател на Сојузот на Сдружение на диабетичари на Македонија. Господине Велев, бидејќи одиме онлайн, прво да ја провериме врската, ние вас ве гледаме, вие нас дали не слушате? Да, ве слушаме, добар ден и благодарам за можноста. Одлично, како што гледаме врската е одлична. Господине Велев, вие неодамна алармиравте, апелиравте дека диабетичарите во Македонија не добиваат дел од терапиите, дел од инсулините, лентите за мерења. Па сакам да ве прашам сега каква е состојбата, да видиме како е, дали се уште се соочуваме со истите проблеми. Ние денес имаме скоро слична состојба. Тоа значи дека почнав за тип 1 диабетес, се уште нема сензори, но малото поместување што договорите се подпишани пред една недела и се очекува втора половина на мај да почне повторно дистрибуцијата на сензорите, односно CGM сензорите за сите лица кои што до сега користеа и за нови 150 пациенти за кои што се набавени. Во однос на антидиабетната терапија, за жал нема поместување, не знам од кои причини, не знаеме никој од кои причини, не се дели таа терапија која што е во тендерот огласена и треба да биде достапна во јавност, односно преку здруженијата, и оно што го знаеме е дека голем број на лица кои што треба да бидат опфатени со споделување по тендерот од околу 400 до 500 лица со диабетес со компликации не добиваат соодветна терапија, а додека со инсулинската терапија има по висок процент, да не речам, на уравнотеженост, односно е достапна до лицата со диабетес и започна насекаде конечно повторното споделување на ленти и нови глукомери и нови ленти за мерење на гликемијата, кои што доцнеа цели 3 месеци. Со се тоа изминативе 24 месеци нас цела година Министерството, односно државата ни должи соодветен број на ленти, односно кутии, должи кога велам, значи според програма тие се платени, споделени, така ги пишува во извештаите на Министерството за здравство и во државните извештаи. Ние се уште чекуваме дека некој ќе ни каже што со 23-та 8 месеци и што со овие 3 месеци немање ленти, односно наше финансирање на оно што значи квалитетно менаџирање со диабетес. Господине Велев, само ќе ве препрашам уште еднаш, бидејќи не ве разбрав добро за инсулинската терапија. Кажавте дека таа сега ја има или дека и таа ја нема? Не, ја има во поприлично добра количина. Една од инсулините, од новите инсулини, да речеме, современи, иновативни, се дели во помали количини, но тука имаме ние потреба од дополнително да се консултираме со докторите, односно со научната фела, зашто се врши промената, затоа што тоа зависи нели од препишувањето на докторите, дали тоа е базирано на докази или се работи за некаква насока политичка или институционална, не мора политичка, дека треба да се штеди или треба да се отстапува од тој инсулин. Добро, за да создадеме една појасна слика за јавноста, за колкав број на пациентите се работи? Кога зборуваме за диабет 1, диабет 2, колку од нив се деца? За јавноста да добие една појасна слика за каков квантитет на пациенти и на граѓани зборуваме. Значи, ние сме вкупно околу 40.000 лица кои што сме на инсулинска терапија и добиваме заради одлуките на државата и законите како сервис и поддршка од Министерството за здравство, терапија, антидиабетна терапија и помагала. И сега, во тие бројки, моментално се работи за 700 деца и млади кои што не добиваат сензори, за 500 луѓе тип 2 диабетес кои што имаат сериозни компликации со срце, со мозочни удари, со ретинопатии, со нефропатија, со бубрежни заболувања, со спречување на тие коморбидитети и за некаде околу 800 луѓе, оваа бројка е
ни нас се уште недолно дефинирано, но околу 800 луѓе кои што ги менуваат на инсулинска терапија. Значи, генерално се работи за некаде околу 1200 луѓе, пациенти во Македонија кои што се во ризик ставени за диабетесот, односно менаџирање со диабетесот и квалитетен живот. Знаеме доколку диабетесот не се менаџира како што треба да се менаџира, дека тоа предизвикува доста други компликации врз целиот воз многу други органи и други болести и терапија, и тоа подосна освен што нормално предизвикува проблеми за луѓето и за граѓаните, предизвикува и сериозен проблем за останатиот здравствен систем, бидејќи потоа представува и создава товар врз многу други здравствени институции. Ке дозволите да распоредам ова со 1200 пациенти. Ако ние 1200 пациенти, сега во моментот во просек ја чиниме државата, да речеме по 100 евра, по 120 евра од пациент. Со компликациите за 2 месеци ќе ја коштаме 600 евра по пациент. Затоа што гарант ќе развиеме некоја компликација, ова гарант го велам од лично искуство и од она што се случува во текот на животот со менаџирање диабетесот. Најрано за 2 месеци се појавуваат, некои порано се појавуваат. Ретинопатијата брзо прогресира. Невропатијата, односно диабетично стапало, мозочен удар, брзо прогресира. Исто за срцевите заболувања, срцева слабост, оваа недела на срцева слабост. Знаете колку луѓе со диабетес кои што не примаат навреме квалитетна терапија или немаат глукомери, развиваат инфаркт или прединфарктни состојби, кои што државата дополнително ја чинат трошок на кардиологија, односно на кардиолошките третмани низ Македонија. Добро, како да се сведеме на основно ниво на луѓето, како се снаоѓаат сите тие кои немаат ленти, немаат глукомери, кои немаат антидиабетна терапија, па ете и за некои кои вие велите дека состојбата со инсулините е добра, но и со тоа кои имаат проблеми. Како се снаоѓаат тие луѓе, бидејќи нив таа терапија им треба секојдневно? Ние имаме 2 дела сега, мислам. Во принцип и до сега сме биле, но сега дефинитивно имаме 2 сегмента. Една е солидарни одделки што се разменуваме што имаме, купуваме од поевтини ленти, набавуваме поевтини глукомери, нели мора да се живее, мора да се снаоѓаме, бараме помош и поддршка меѓу себе, инсулини разменуваме исто. Но она што е вториот дел сега што се појавува особено кај децата и младите, сензорите, бидејќи стваравме диабетес култура дека треба да се живее со нив, дека е достоинствено да се живее, дека не треба да бидат стигматизирани, и тоа го прифатија децата и младите, нов начин на живот, и сега најначин го прекинувате. Родителите, семејствата, па и ние како здруженија не го сакаме тоа и се обидуваме со собирање на средства, но особено некако сојуз на здруженијата и самите луѓе, да не кажам, увезуваат несигурни на црно во наводници сензори кои што немаат гаранција, кои што не знаеме од каде ги носат, односно ги носат од странски држави. Но тука не се регистрирани, не знаеме со кои параметри се, но луѓето ги користат и живеат. Нормално тоа се поддршки од семејството, од странство, нашата диаспора. Јас им благодарам на сите, но државата тука покажува слабости и недоволна созреаност дека со лицето со диабетес како пандемија се уште несериозно се игре, се работи, се игра буквално незрело, газат по нашето достоинство. Значи, немаме министер кој што од јули месец до сега не даде за склонно нити да не повика, нити да не комуницира. Од кога е дојден, на сите наши манифестации избегна да дојде. За жал, практик заменици, помошници, ускративни се тековни информации. За среќа, ја имаме Националната комисија за диабетес, која што е негово помошно тело, па со докторите комуницираме и ги добиваме потребните квалитетни информации и официјални кои што се ги споделуваме редовно. Добро, господине Велев, еве за крај, што велат Министерството за здравство и Фондот за здравство во однос на сите овие? Велите дека за некој од нив немате ни информации зошто има
недостаток. Што велат? Кога би се нормализирала состојбата? Министерството ништо не вели, Министерството ете вие сте сведоци во медиумите, некој ќе кажеме нема, али денес како прашате пак ќе ви испратат сообщение, нека поделиле цела терапија согласно договорот, што не е точно. Втората работа која што нас не радува, тоа е Фондот за здравство, ни најави официјално на конференцијата и неколку пати во јавноста директорот изјави дека од 27 преминуваме како и сите други држави во Европа во Фондот за здравство, значи програмите за диабетес ќе се префрлат во Фондот за здравство. Тоа значи поквалитетно менаџирање со диабетесот, достапност на терапијата на отворен пазар. Очекуваме дека терапијата, особено таблетарната, антидиабетната, ќе има во аптека на позитивна листа или на референтни листи и ќе може сами да ја бираме и сами да ја користиме нормално, и она што е поквалитетна или поскапа би дошла како нова, наместо сега додиме во соседните држави или како што кажав од подалеку да ги носиме, ќе имаме во Македонија во нашите аптеки, ќе може по многу нормална цена да биде достапно, додека државата не најде механизам да ни ја доделува, односно доставува, за да не развиваме компликација. Да, добро. Господине Велев, ви благодарам за ова вклучување. Се надеваме и ние дека состојбите ќе се подобрат. Се разбира дека овие информации кои ги изнесуваме во јавност треба да представуваат уште еден апел, но и притисок до институциите да почнат да се работат својата работа и за пациентите да ја добијат потребната терапија. Ви благодарам уште еднаш. И благодарам и јас за можноста. Секој добро. Ова беше Димче Велев, зборувавме за проблемите на диабетичарите и се разбира дека искрено се надеваме дека овие работи ќе се подобрат не во блиска иднина, туку веднаш од утре.